Добро дојдовте во денешното издание на Шанк. Од најавата ќе видиме денес што имаме подготвено во ова издание на Шанк и по краткиот блок на реклами се враќаме во студиото со денешниот содржина. Во денешното издание на Шанк ќе гледате Можно е да се дознае нешто повеќе за мажите наблюдувајќи ги само нивните бради и мустаци, вели лекарот Ален Петеркин кој има напишано 3 книги токму за овие машки модни детали. Дек си, бе? Аро, бе, ја дојдех матуранци, да видам гардероба нешто. А ти што правиш? Аз се позорувам за полумоторската. Што ма гледате во понавестата кјода? Дек бе тај невеста ме идел. Истински систематски преглед. Ало? Ам не че правиме оро, бе? Шо? Се пишмани? Тебе султанката не те пушта, бе, торко. Јо, ја не можам сам да си направам оро. Тък, 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 тък. Ein Spritz. Zwei Spritz. Spritzerei. Fan se morena oro i laj do mene. Spritzer se napime od povardari. Матуранти и полуматуранти, во Бутик Инокс пристигна специјална колекција за вашата вечер. Бутик Инокс, Стара чаршија, Струмица. Еднодневна летна шема. Повторно го посетивме фризерското студио на Маријан Петров Меджик. Тој направи уште еден мејкап, а за каков мејкап станува збор, еве погледнете.
So fucking what? What? Stop, man. Next song. Yeah. Последниот прилог е повторно поврзан со модата. Се повеќе и повеќе мажи гледаме дека ја пуштат подолго и понуда својата брада. Па следниот прилог кој што ќе го видите е токму поврзан со брадата. Ево да го гледаме. Можно е да се дознае нешто повеќе за мажите наблюдувајќи ги само нивните бради и мустаци, вели лекарот Ален Петеркин кој има напишано 3 книги токму за овие машки модни детали. Петеркин бил и во живири на светскиот надпревар на бради и мустаци, а работи како амбасадор на брендот Дав за машка нега. Гуло брадо. Петеркин верува дека трендовите на бради и мустаци се менуваат од прилика на секои 20 години и дека целосно избричената брада наскоро ќе се врати како мода. Она што мажот го кажува со целосно избричено лице е дека не сака да се издвојува и дека сака класичен изглед. Дводневна брада. Моментално е најпопуларната форма на бради и мустаци затоа што не е ниту права брада, ниту го пресилува мажите да се бричат секое утро, а изгледа добро на сите лица. Но иако можеби не изгледа така, дури и дводневната брада бара одржување. Таквата брада и мустаци зборува дека мажот е во чекор со модата. Мустаци. Самите мустаци никогаш не биле идеален машки стил. Во 70-тите години мустаците без брада најчесто можеле да се видат во порнографските филмови. Како и да е, мустаците се израз на бунтовност и јасно кажуваат дека на мажот кој ги носи не му е важно што другите мислат за него. Густа одржувана брада. Се додека брадата редовно се одржува и изгледа добро на сите мажи, оние кои имаат густа брада ја сметаат за дел од својот идентитет. Силната брада се толкува како знак на мажевност, а мажите кои ја носат се полни со тивка самодоверба, кои не сакаат да се прават важни. Дива брада. Овие денови дивата неодржувана брада и мустаци може да се видат на студенти и славни личности. Опрашање изразениот тестостерон на дело, а правилото што повеќе тоа подобро, значи дека дивата брада е израз на слобода и бунтовност. Тоа беа двете содржи кои што ги подготвивме за денес во ова денешно издание на Шанк. Со нови содржи продолжуваме повторно утре на истото место и во истото време. А до тогаш до гледање.